Добре дојдовте во процес. Зошто предлог законот за спречување и заштита од дискриминација цели 8 месеци е заглавен во собранието? Кои новини ги донесува? И зошто во јавноста се создаде тензична атмосфера откако вчера 100 граѓански организации побараа итно донесување на овој закон? Во студиото со мене се Драгана Дрндаревска, мрежа за заштита од дискриминација, Билјана Дуковска, платформа против сиромаштија и Арем Адеми од Сдружение на роми правници. Добре дојдовте. Добре најдовме. Ке беше убаво да имавме и некој од собраниската комисија, но еве Владко Ѓорчев како председател на комисијата не одби, односно рече дека не е тука деновиве и посочи, препорача да викнеме некого од МПЦ и ИВЗ. Зошто? Па не знам, најверојатно за пратеникот Ѓорчев, МПЦ и ИВЗ се легитимни донесувачи на одлуки во државава. Ние не се согласуваме секако со тоа. И предпоставува дека овие организации ќе бидат против, односно ќе ги застапуваат неговите ставови. Меѓутоа, сепак мислам дека во дебати во секуларно општество, религиските организации не треба да имаат влијание на донесувањето на секуларни закони. Нели, они можат да се регулираат црквата, џамијата како не сметат, иако во современи држави и тука има напредок. Добро, вие сте тука да ни ги објасните сите сегменти, сите дилеми и целата оваа хистерија што се создаде во јавноста. Прво, кои новини ги носи законот? Какви промени носи? Законот носи многу позитивни промени. Претходното законско решение што го имавме беше оценето како недоволно. И самото со во пракса покажа дека тоа не оствари целта. Односно не обезбеди систем за ефикасна и ефективна заштита од дискриминација. Знаете, Комисијата за заштита од дискриминација и незината пракса, критикувана од секој што се занимава со Македонија. Не само ние како домашни здруженија на граѓани. Европската комисија, сите комитети на Обединетите нации за кои што известувале за Македонија, ЕКРИ комитетот и така натаму, сите оцениле дека тоа не е професионално ниту објективно дело што ги исполнува така наречените париски принципи. Така што имавме неопходно беше се донесе нов закон кој што ќе ги реши овие проблеми кои што ни беа укажувани со години наназад. Така што со новиот закон се буквално имаме една нова институционална, нова правна рамка на заштитата од дискриминација. Комплетно се реформира Комисијата за заштита од дискриминација. Се професионализира тоа тело, што е навистина позитивно. Например, досега комисионерите не беа вработени таму, него се сретнуваа неповремени состаноци и за тоа зима хонорари од 2 просечни месечни плати за еден состанок да одржат. Мислам, навистина скапо не кошташе заштитата од дискриминација од една страна, а од друга страна немавме никакви резултати. Плаќавме, не заштитуваа. Да, што точно се однесуваат сега? Акцентот да го ставиме на промените на овој закон. Освен новата институционална рамка на Комисијата за заштита од дискриминација, се кратат и роковите во постапката за заштита од дискриминација, се прошируваат основите, се вклучува сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи. Понатаму исто така многу важна новина е, претпоставувам Билјана исто ќе зборува за тоа, дека се ослободуваат граѓаните од судските такси доколку сакаат да покренат постапка за заштита од дискриминација пред судовите, што е многу значајно. Ние имаме сепак многу мал број на судски постапки од областа на дискриминација и повеќето се спонзорирани и се застапувани од страна на здруженија на граѓани. Понатаму исто така се овозможи тужба од јавен интерес, така наречена акција популарис. Ова е многу важно, особено за маргинализираните групи, кои што често поради стигма, поради дискриминација, поради предрасуди не се осудуваат сами од свое име да побараат судска заштита. Па така што ова дава можност здруженијата на граѓани во нивно име да поднесуваат тужби. Например, примерот со сегрегација на деца роми во училиштата.
после донесување на законот, ние нема да мора да имаме луѓе кои што ќе сакаат да тужат за тоа, него само врз основа на докази, како Сдружение на граѓани ќе можеме да поднесеме тужба од јавен интерес акцио популарис. Во јавноста и на социјалните мрежи, а и некои портали подгреваат постојано од вчера тензија за истополови бракови, за исфрлање на терминот мајка, татко, за воведување на родител 1, родител 2. Жените реагираат остро дека тие не се бројка. Дали законот ги предвидува сите овие работи или се врти околу тоа дека бракот како заедница се исфрла, нели, терминот, или како е тоа регулирано во закон? Да, првен сите на почеток да кажеме дека сите овие работи што ги наброја потекна од партиско соопштение на ВМРО ДПМН. Значи од тука да тргнеме. Ништо од тоа не е напишано во законот. Законот е достапен, јавно достапен, така што граѓаните би требало првен да се информираат пред да веруваат во вакви спинови. Односно партиски соопштенија на ВМРО ДПМН не можат да бидат релевантни извори на информации поврзани особено со овој закон. Понатаму во законот, во сегашното законско решение стои дефиниција за брак. И во таа дефиниција, нели, бракот се дефинира како заедница меѓу маж и жена и така натаму. Меѓу другото, и постоењето на оваа дефиниција во законот беше критикувано. Затоа што нема никакво значење, односно е одраз на параноја. Се брише оваа дефиниција сега? Се брише во овој закон, меѓутоа семејството, бракот и родителството е уреден во законот за семејство. Не се уредува сам по себе во закон за недискриминација. Тоа ви е исто како во закон за градежништво да уредувате брак и семејство. Затоа ова не значи... Има ли основа за страв дека некој ќе биде родител 1 или родител 2 или... Никако нема. Тоа што се случува сега со законот е дека ЛГБТ заедницата експлицитно ќе ја заштитиме од дискриминација, исто како што ги штитиме ромите, исто како што ги штитиме останатите етнички малцинства, исто како што ги штитиме луѓето со попреченост. Односно, сите тие работи се манипулација и навистина. Со законот ќе се заштитат ЛГБТ луѓето од дискриминација. А дефиницијата на бракот и семејството и вонбрачната заедница нема никакво значење доколку се стави во закон за недискриминација. Таа се е регулирано во законот за семејство, а како што каже и Министерството за труд и социјална политика, таму нема најавени измени. Што подразбира уште она новината околу сексуалната ориентација, тоа е новина, така и родовиот идентитет. Што подразбира тоа, ајде да им објаснеме? Навистина не потребно да се крева паника околу тоа, бидејќи ние сексуалната ориентација и родовиот идентитет веќе ја имаме во нашето законодавство. Веќе овие луѓе ги штитиме од дискриминација, од говор на омраза, од дела на омраза со други закони. Во 28 декември помина кривичниот законник, измените на кривичниот законник, каде што се стави сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Никој тогаш не рече од ВМРО, ниту од која било друга политичка партија, зошто стават сексуална ориентација и родов идентитет. Него им смета нелогично едноставно да прифатиш да се заштити ЛГБТ заедницата од кривични дела од омраза, а да не прифаќаш да се заштитува дискриминација. ВМРО гласаше за амандманот за да се внесе сексуална ориентација и родов идентитет во законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што ги штити ЛГБТ луѓето од говор на омраза врз основа на од говор на омраза во медиумите. Па така што навистина и говорот на омраза е форма на дискриминација. Нелогично е да гласаш за истото во еден закон, а во овој закон да правиш пропаганда од тоа и да креваш морална паника меѓу населението, да дезинформираш јавноста и да се однесуваш крајно неодговорно како политичка партија. Законот вели дека родот не е нешто што се добива со раѓање? Не кажува ништо таква работа законот, не. Законот се ги предвидува основите за дискриминација. Дека некој може да одлучи во текот на животот. Има ли такво нешто, бидејќи се шири таква тензија, таква пропаганда? Дека секој може да одлучи во текот на животот за својот род.
Луѓето секако се одлучуваат за својот род. Тоа не е регулирано во закон и вие не можете да забраните на луѓето да одлучуваат за својот род. Секој си има родов идентитет кој што си го согледува уште од детството. Нели, луѓето се цис родови, луѓето се транс родови и така натаму. Повеќето луѓе се цис родови. Значи со законот ќе се заштити и родовиот идентитет на цис родовите луѓе. Цис родови се луѓето кои што го имаат истиот родов идентитет со полот назначен на раѓање. Односно, на пример, јас сум цис родова жена. Така што едноставно тука нема простор за паника. Законот штити од дискриминација врз основа на род, попреченост, здравствена состојба, социјален статус, сексуална ориентација, родов идентитет, род, пол, сите тие основи се тука. И законот вика дека без разлика кој е вашиот родов идентитет, без разлика која е вашата сексуална ориентација, без разлика на која религија и верувате и припаѓате, вие ќе бидете заштитени од дискриминација. Односно, тие карактеристики не смеат да бидат пречка за вие под еднакви услови да учествувате во општеството. Тие карактеристики не смеат да бидат пречка за вие да не добиете здравствена услуга или да не добиете вработување и така натаму. Кој и зошто го кочи овој закон толку време? Законот, како што знаете, пратеникот Владко Ѓорчев беше првиот најосомничен за кочење на законот, затоа што нели она всушност е председател на Комисијата за труд и социјална политика, а Комисијата е матично тело за овој закон во собранието. Така што 8 месеци упорно не свикуваше седница каде што овој закон би се нашол на дневен ред. Меѓутоа, после тоа, како што и сами се сомневавме, испадна дека и дуј е проблем. Односно, нели, излезе Бујар Османи на топ тема на ваша страна, кажа дека ЛГБТ луѓето биле спорна заедница, дека електоратот требало да има консензус и така натаму, па после тоа нели го предомислија амбасадорите. Ова се случуваше некаде крај на јануари, меѓутоа досега уште немаше свикано седница на комисијата и затоа како Сдружение на граѓани решивме дека е време да превземеме некои повидливи чекори да го искажеме нашиот револт. Спомнавте нешто од судските такси, тоа да го објасниме тој дел? Значи, она што е многу важно за онаа целна група за која што Македонската платформа против сиромаштија се застапува, тоа се сите луѓе кои што имаат проблем да си го остварат своето право во било кој контекст. Меѓу другото се и финансите. Значи, досега ние системот кој што оваа држава за заштита треба да го гарантира, наместо низ државните институции го спуштивме и некако му ги налепивме на граѓанските организации и тој се финансира преку проекти на кои што работат граѓанските организации. Тоа е недозволено. Значи, мора, ако сме решиле дека ќе бидеме социјална држава и дека ќе се застапуваме да секој ги ужива собствените човекови права и слободи, не смееме да се дозволиме некој да трпи дискриминација и да нема кому да се обрати или да се обрати до најблиската граѓанска организација, па таму да му речат чекај, сега немаме проект, дојди после една година кога ќе имаме проект и финансии да може да ви дадеме бесплатна правна помош или да ви помогнеме во поднесување на тужба или било како да ви помогнеме во еден судски процес. Затоа сметавме дека треба да се приклучиме кон инсистирањето да овој закон што побрзо го доживее светлото на денот, бидејќи со промените кои што се предвидуваат, граѓанинот ќе има можност да не чека некој друг да му плати. Како ќе биде тоа регулирано? Едноставно луѓето ќе бидат ослободени од судски такси, од трошоци, нели како граѓанин кој што е тужител за дискриминација, ако сакате да поднесете тужба за дискриминација, согласно тарифникот си има одредени трошоци кои што треба да ги платите за судската постапка. Ако се тужите за дискриминација, судот ќе ве ослободи, но не треба да ги платите овие трошоци. Секако се стојат трошоците што ги има граѓанинот за застапување и така натаму, меѓутоа од друга страна тече во текста и реформата на законот за бесплатна правна помош, кој што ќе се овозможи поголем опфат на граѓани, од кои што имаат потреба од бесплатна правна помош и застапување, така што ќе се зголеми пристапот до правда на граѓаните.
И сакам да се навратам на она на што го зборуваше Драгана пред малку околу позицирањето на ЛГБТ заедницата. Значи, не е ова закон кој што се однесува на ЛГБТ заедницата. Ова е закон кој што треба да ги штити сите правни физички лица во Македонија. Набројте ми кои се сите тие. Да, еве баш по дефиницијата, Да им стане појасно на граѓаните кои се влегува тука. Она што го потенцира законското решение, вели дека дискриминација е секое разликување, исклучување, ограничување или давање првенство што се заснова по основ на раса, боја на кожа, национално или етничко потекло, пол, род, сексуална ориентација, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, други видови уверувања, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или било која друга основа. И сега мене, искрено, ме чуди зошто во земја во која што најмногу се зборуваше за партиски вработување и дискриминација по однос на партиски вработување, одеднаш ја менува и тежата... И права на лекување. Ја менува тежата и правата на ЛГБТ заедницата стануваат проблематични во овој закон. Зошто некој не сака да видиме дека овој закон има многу поширок контекст и се однесува на сите нас? Таа е таа машинерија која што некако го изеде процесот и не дозволува да зборуваме за вистинските работи кои што ќе ги донесе овој закон и кои што ќе ги ослободи граѓаните од она што досега го трпеа како дискриминација. Закон кој што Европска комисија го бара уште од 2011. Па од порано, нели претходно бараа да донесеме закон, донесовме килав закон, па после од 2010 до сега се постојано бараат да го промениме. На кои полиња ја гледаме дискриминацијата најмногу? Еве во делот на ромите, дали ситуацијата е иста како порано? Се менуваат ли работите сега на подобро и во пракса што се случува? Видете вака, најнапред како представник на мрежата на застапување на правата на ромите, каде што лидери невладината организација Сонце, каде што ние како организација членуваме, односно ЗПР Скопје, но особено како представник на ромската заедница, чувствувам одговорност да повикам да дојде што е можно побрзо овој предлог закон, бидејќи ова е особена важност на ромската заедница, бидејќи ромската заедница историски трпи најмногу дискриминација, повторена дискриминација, говорна омраза, криминална омраза. Ромската заедница денес е се уште дискриминирани до добри услуги, говорна омраза, дискриминација при вработување, а и да не збориме за деца, на 45% од ромската популација се запишани да учат во училишта со посебни потреби. Ова не се мои зборови, ова се факти од извештаите од Народниот правобранието, Комисијата за заштита од дискриминација и ЕКРИ. Жените, особено жената ромка, е се уште на маргините на нашето општество, има отежнат пристап до здравствените услуги, вработувањето, а да не зборуваме за донесувањето на политики и носењето на самите одлуки. Исто така... има многу образовани... Да. Има многу еманципирани... Имам чувство дека тука има раст, има пораст во однос на образованието. Благодарение на стратегијата има раст, благодарение на тоа што денеска студентите роми може да користат стипендии надвор од државата, обврзани во високото образование и нормално дека ќе има неко одредено зголемување, но сметам дека не е тоа на динамика на која би требало да се движи. Исто така, доколку ми дозволите, сакам да говорам во однос за виктимизацијата, каде што таа е зголемена, се намалува храброста на самите жртви од дискриминација да поведат постап, особено кај ромските граѓани. Се надевам и овој сегмент ослободување од плаќање ќе биде чекор повеќе за да можат почесто да пријавуваат.
плюс и Актио Популарис, што самите организации во интерес на граѓаните ќе можат да поведат самата постапка. Може ли вака? Исто така сакам да напоменам во една од координативните средби, каде што една од нашите задачи беше и средба со пратеникот Самка и Примовски, каде што пратеникот Самка и Примовски искочи веднаш на прес, каде што ги повика пратениците во однос за пратеничката група за заштита на правата на ромите, каде што со Драгана видовме дека тие истите пратеници се дел од други политички партиски групи, каде што има постои некоја координација помеѓу самите пратеници. Не разбрав ова делото околу координацијата. Има кочење или се... Има... Во рамки на парламентот секако ние имаме пратеници кои што не поддржуваат. Меѓутоа тие пратеници што не поддржуваат се една група на пратеници за разлика од мнозинството. Широкиот спектар. Ние во рамки на парламентот имаме формирано повеќе и како здруженија на граѓани, зборувам, имаме формирано повеќе интерпартиски групи. Интерпартиската група за правата на ромите, интерпартиска ЛГБТ група формиравме на почетокот на 2018 година. Иста таква група постои за правата на лица со попреченост, за пациентите кои што за луѓето кои што живеат со ХИВ. Меѓутоа, од прилика истите пратеници ги имаме во сите овие групи и тоа се пратениците кои што се отворени кон граѓанските организации кои што навистина се застапуваат за нашите каузи внатре. Меѓутоа, очигледно ни е потребна поддршка од малку повисоко политичко ниво. И секако останува проблемот што го имаме сега со ВМРО ДПМН. Мислам, овој проблем го имаме 10 години. Конзервативна партија. А од друга страна, нели гледаме дека и ДУИ не се покажа како многу проевропски и покрај тоа што европската интеграција им е во името. Каде е најалармантно, еве вклучувајќи и ромската заедница? Каде е најалармантно во кршење на правата, во дискриминацијата? Што во пракса се случува? Вие сигурно имате и примери. Имаме бројни примери. Посочивте 130 за ЛГБТ заедницата, колку напади има? Од 2015 до 2017 година имаме 144 случаи на повреди на правата на ЛГБТ луѓето, а само во 2018 година во коалицијата Маргини се документирани 84 случаи на повреда на правата на ЛГБТ луѓето, од кои на насилство се однесуваат 49 случаи. Збориме за насилство од омраза во различни облици, од вербално до физичко, сексуално и така натаму, а дискриминација имаме 10 случаи. Проблемот со кој што се соочува нели дискриминација постои зависи нели за која група збориме. Меѓутоа проблемот со кој што се соочуваат овие луѓе е дека се уште не се охрабруваат да ги пријават овие случаи. Постои огромна се грижат за својата приватност, односно не веруваат дека системот функционира. Не веруваат дека ќе им го решат проблемот. Од друга страна се плашат од понатамошна виктимизација. Односно ако пријавам дискриминација да не трпам дополнителни штетни последици поради тоа. Секако доколку ги видиме другите групи, партиските вработувања се најголема дискриминација што не се случува. Значи, дискриминацијата е исто така давање предност некому на некој од овие основи. Значи, тоа исто така значи дека, например, ние како здружение на граѓани не смееме да даваме предност при вработување на ЛГБТ луѓе. Односно сиромаштијата? Сакам баш да се надоврзам, бидејќи има и уште еден сегмент, а тоа е непрепознавање на дискриминацијата. Значи, вие не може да очекувате дека ние сите сме подеднакво способни да препознаеме што ни се случува во даден момент, особено ако сте во една група која што е традиционално дискриминирана или живее во една традиционална дискриминација. Значи, жената ромка и руралните жени се еден типичен пример како многу ретко ќе видите некоја да се охрабри да препозна или да се охрабри да каже да, јас сум жртва на дискриминација. И на крајот на денот кому да пријави. Значи имаме ние сме едно поделено општество во кое што имаме
луѓе кои што се интересираат, знаат, близу се и можат да идентификуваат или да пријават дискриминација. И од друга страна имаме општество кое што е тотално невидливо и не е во состојба така лесно како овие другиве да се охрабри да донесе одлука која што отстапува од една вообичаена рамка. Во овој закон, во делот на дефинирањето на дискриминацијата има направен голем исчекор напред. Значи, поимникот е по-детализиран, препознава различни видови на дискриминација, меѓутоа ги препознава и групите кои што се потенцијално во опасност од дискриминација. Значи, тука се дефинира маргинализирана заедница, се дефинира што е лице со попреченост и како дискриминацијата влијае на него. Значи, законот прави еден пресврт кон дообјаснување или подобро дефинирање на пристапот заоснован на човекови права кои што секој индивидуа треба да го трпи. Сексуално вознемирување се наоѓа во овој закон. Сведоци сме дека многу граѓански организации кои што работат на женски права во минатото јасно зборуваа дека тоа е голем проблем кој што се молчи одмолчува токму заради виктимизација и стигма која што ги следи жените на работно место. Значи, има тука многу сегменти, многу е повеќе слоен, ама таква е во суштина и дискриминацијата не е секогаш доволно јасно што се случува, а некои од нашите граѓани се и двојно дискриминирани или дискриминирани по повеќе нивоа. Здравствените услуги не ги добиваат сиромашните роми на еднаков начин како што ги добиваат богатите роми. Матичен лекар не може да се најдат луѓе. Значи и не само ромите, доколку сте вие возрасен стар, веќе нели со сите сетила недоволно јасни и јаки, вие нема да добиете иста услуга како ако отидете репрезентативен нели еден лик кој што умее лесно да се снајде низ вратите. И тука овој закон мора не да влие на жртвите на дискриминација, туку да ги предупреди овие кои што дискриминираат дека не смеат да го прават тоа и дека тоа не е во ред во држава која што се обврзала дека ќе биде еднаква за сите граѓани. И соодветно да ги казнува, нели? Апсолутно, апсолутно. За разлика до сега што имавме неказнување. Има ли некои драстични примери еве од ромската заедница што сакате да ви посочите као најексплицитни така можеме да видиме дека као говор на омраза најнапред, па потоа и дискриминацијата, говор на омраза, изминацијов период е на многу високо ниво, каде што и многу дел од Facebook коментарите и се најчесто се декларираат и како повреда на достоинство на самите навредливи. Да, навредливи, па потоа имаме и некој и говор на омраза каде што не само што има говор на омраза, туку и потекнуваат и други негативни коментари. А потекнуваат и на насилство потоа. Така, точно. Потоа, она што сакам да потенцирам дека во моментот ромите немаат доверба во самите институции. Ромите бидејќи не веруваат и потоа дека се правно неписмени, не можат исто така да покренат постапка пред надлежните. Зошто е потребно и необходно донесувањето на овој закон? Значи, може ли да има понатаму реперкусии, последици, да продуцира насилство, да продуцира омраза, неисполнување на правата на достапност до инфраструктура на луѓето со посебни потреби и така натаму? Првен, секако стои аргументот дека овој закон е неопходен за евроинтеграција. Односно, со недонесување на овој закон се загрозува и процесот на евроинтеграција. Меѓутоа, она што е уште поважно е дека овој закон го носиме за нас како општество, ние како општество да бидеме општество на еднаквост и општество во кое што нема да се толерира дискриминацијата на кого било. Ние имаме во повеќе области постојат истражувања кои што зборат за состојбите со дискриминација, без разлика дали е тоа дискриминација кон луѓе со попреченост. Мислам, можеме само да го видиме градот и колку институциите пред се, особено здравствените институции кои што им се неопходни нови луѓе не се соодветно приспособени, односно немаат рампи, не постојат гинеколошки столови за жени со попреченост, со тоа што немаат сексуални
и репродуктивно здравје овие жени. Постојат многу ограничувања. Ги потенциравме кај ромската заедница. Сегрегацијата. Значи, сегрегација е еден од може најстрашните видови на дискриминација. Кога збориме за сегрегација, збориме и за физичко делување на група луѓе. Тамо живеат на периферија на град. Ромите живеат на периферија на град, во услови во кои што се мизерни, без вода, без струја. Основни услови за живот. Тоа е прашање на системска, на институционална дискриминација. Ти доколку една група на луѓе постојано ги држиш на работ на општеството. Истото се случува и со ЛГБТ луѓето. Еве со транс луѓето не постои можност за правно признавање на родот, односно за промена на документите. Не постојат никакви медицински услуги за процесот на медицинско потврдување на родот. Така што ова се прашање на системска дискриминација, кој што исто така ќе се решаваат преку овој закон. Секако секојдневно луѓето се соочуваат со дискриминација од типот на ќе отиде во институција. Еве на пример ние работиме со луѓе кои што употребуваат дроги. Они се соочуваат со дискриминација во Чичино село. Чичино село не примала бездомни луѓе кои што употребуваат дроги. Се соочуваат со пристапот до добри услуги. Не можете да одите во базен затоа што сте ром. Не можете да влезете во кафуле затоа што сте транс луѓе. Или носите хиџаб. Или носите хиџаб. Така што постојат и овие случаи на дискриминација од кои што нема заштита, меѓутоа она што е алармантно е системската структурна дискриминација со која се соочуваат многу категории граѓани во оваа земја. И само да се надоврзам дека се она што го напомена Драгана во суштина е еден чекор напред кон сиромаштија и социјално исклучување. И тука е многу поголем проблемот станува. Значи, еден е проблемот да вие направите сегрегација во образование. Последицата од него, значи граѓани кои што понатаму не може да ги интегрирате, а токму основата на законите кои што се занимаваат со спречување и заштита од дискриминација е тоа општество кое што ќе понуди еднакви можности и фер учество за сите граѓани. Значи, не може да избегаме од тоа дека без разлика дали ние имаме ром, албанец или било кое друго пред нашето име, ние сме луѓе и како такви и по устав и по законов дека многу е страшно што сиромаштијата тешко се гледа како форма на дискриминација, меѓутоа не помагање на луѓе да излезат од сиромаштија е и како дискриминаторски момент. Последица од дискриминацијата генерира сиромаштија. Дискриминацијата генерира и обратно, сиромашните директно се мета на дискриминација. Нормално. Исто така сакам да дополнам со донесувањето на новиот закон ќе се професионализира и самата комисија, каде што ќе има дополнителни надлежности, но исто така и ќе се скрати рокот. Да кажеме лично јас како Ариф Адеми, кога имав поднесено барање до самата комисија, добив одговор после година и неколку месеци, што е многу лошо, за една комисија која би требало веднаш да пристапи и само иницијативно, и одговорот што беше дека постои во одредени сегменти дискриминација, конкретно за вицотека се зборува, каде што најголемиот дел од вицовите, мислам ово ви го кажам одговорот, најголемиот дел од вицовите се базира на ромската заедница и би требало да ги регулира, што е многу смешно и многу апсурдно од самата институција. Добро, има ли некакви позитивни сигнали после оној настап вчера во медиумите, мислам, во однос на власта, или сега очекувате каква ќе биде понатаму реакцијата? Па како што видовте, имаше, излезе на пресконференција пратеничката Шахпаска, вети дека ќе се донесе законот до средина на мај. Имавме и некои дојави дека внатре се убрзале процесите, меѓутоа исто така законот влезе во собрание во јули. Ни беше ветено дека до крај на лето ќе се донесе, па до крај на септември, па до крај на година, па до крај на јануари. Сега новиот рок ни е крај на март. Тоа што нам ни преостанува е будно да следиме што следно ќе се случи и дали навистина овој закон ќе се донесе, извинете, до средина на март. Доколку не се донесе, ние сме мобилизирани, ние сме спремни да продолжиме со притисокот. Исто така ние ги мобилизиравме и нашите поддржувачи партнери од регионот,
пратениците од Европарламентот, од ЛГБТ интергрупата од Европарламентот исто така испратија барања до пратениците и до председателот на собранието за побрзо да се донесе законот. Сите амбасади, амбасадите кои што поддржуваат Македонија на патот на евроинтеграциите, укажаа дека ова е исклучително битно, така што се надиваме дека во најскор можен рок ќе се донесе законот и веднаш ќе почне да се имплементира. Особено е важно да се реформира Комисијата за заштита од дискриминација како тело за еднаквост, со кое што конечно ќе се надиваме дека ќе добиеме, нели, после ќе се бориме и за имплементација на законот. За оваа власт, нели, повторно да не стави непрофесионални комисионери како претходната. Тоа е исклучително важно. Добро, јас ви благодарам што дојдовте и што ги објаснивте сите овие детали околу законот. За нас сите да ни стане појасно за што всушност се работи и колку е тоа важно за нашето општество. Благодариме. Благодарам.